Во продолжение, искрено ми представа голема чест и задоволство, може би ги прочитавте насловите пред извесен период. Моите колеги споделија всушност дека македонскиот диџеј Анастас од Скопје меѓу тогаш 25 избрани артисти во програмата Untold Creators во конкуренција од повеќе од 11.000 апликации. Додека јас говорам, сега колегите од режија ќе ви пуштат од неговиот, ова не е после, меѓутоа ајде да речам поголеми спектакуларни настани кои што ги имаше пред својата публика. Кога беше во тек гласањето, дури ние споминавме и на радио што може да донесе еден настап на една од сцените на најголемите музички фестивали во Европа. Сега, младиот македонски продуцент и диџеј Анастас беше избран во престижната програма Untold Creators, организирана од фестивалот Untold во Романија, кој се вбројува меѓу најголемите музички фестивали во светот. Во конкуренција од 11.366 апликации од повеќе земји, тој беше избран во 25 артисти кои што обезбедија место во интернационалната програма. Оваа веќе новина не важи, бидејќи имаме на дополнување дека во моментот диџеј Анастас, нашиот македонски диџеј продуцент, е избран во најдобрите 5. Инаку, како дел од онаа завршна фаза, сите избрани артисти снимија авторски диџеј сетови, пошто започна и официјално гласање. Тоа можевме и ние како публика да го дадеме всушност својот глас за најдобар настап. И тогаш најдобрите добиваат можност да настапат на фестивалските сцени на Untold. Еден од нив ќе се најде на главната сцена пред 10.000 посетители, инаку има само 26 години, родом од Скопје. И изминатиот период, за тој ќе говориме, тој настапуваше со покрај познати имиња или рамо до рамо на сцена со имиња како што се од електронската сцена RG, Хугел, Ендрю Мелер, а беше и резиден диџеј во станица 26, инаку неговите музички изданија се објавени за лейбли како што се Кафе де Анатолија и Gardens of Dreams. Можеби за вам, повозрасната популација, овие имиња наслови не значат многу, меѓутоа доволно е само да знаете дека наш македонски млад диџеј е избран во најдобрите 5. Инаку настапот на фестивал Анастас од калибарот на Untold претпоставам дека значи еден исчекор во кариерата за еден млад македонски продуцент и диџеј, за промоција можеби и на нашата домашна електронска сцена пред меѓународната публика. Така што добро утро и добро ми дојде во утринската на Телма. Искрено не можев да останам равнодушен да не ја представам и вака телевизиски оваа приказна, бидејќи диџеј сцената во моментот е многу присутна во светот и можеме да кажеме и ние како едно убаво географско парче, наша татковина, оваа земја, може да каже дека и да посведочи на одлични примери како тебе, дека знаеме добро да се носиме со светската сцена, а ова мислам дека е еклатантен пример и начин како ти денеска ќе бидеш амбасадор на нашата татковина на Македонија. Добро утро. Точно, добро утро. Пред се, фала ви за поканата и фала за преубавата најава. Со задоволство. Значи, вистина беше феноменално да го слушам целиот почеток. Импонира, верувам дека импонира да ги слушаш овие можеби епитети или суперлативи, бидејќи сепак ќе кажам дека во време кога можеби електронската музика одамна ги избриша границите помеѓу континенти, ќе кажам, нели, баш тие светски фестивали, сепак овие сцени стануваат или сцени каде се раѓаат нови имиња и нови звуци. Мислам дека ти си баш така пример за истото. Македонија си има свој представник кој чекори само рамо до рамо со оваа глобална сцена. Ја би сакал сега да дадеме вовед на ова издание на Ние, кое што го имаме вообичаено секој петок. Кога се случи твоето аплицирање во конкуренција од 11.000 повеќе 11.000 апликации за да те изберат во 25-те и како врвеше целиот процес? Тоа би да го објасниме за публиката. Значи, се случи сосем спонтано, кога на Инстаграм ми се појави самиот повик за самата програма која што се случуваше во Букурешт. Знаеше да што станува збор, така? Точно, да. Иако е да речам нешто пресно и тазе, не е нешто кој знае со каква традиција. Да. Значи, самата програма постои речиси 2 години. Оваа година прв пат дозволуваат шанса на интернационални диџеи кои се надвор од Романија, бидејќи самиот фестивал се случува во Романија, се случува во Куш. И за прв пат дозволија да има апликации од надвор, кои што можеби затоа самиот број на апликации беше толку голем, 11.000 апликации, кои што да се најдеш во тие 11.000 па да те селектираат од тие 25 луѓе кои што успеваат да добијат шанса да пуштат на самиот фестивал мислам дека е премногу некој чувство кое што тешко да се опише, меѓутоа од друга страна и мотивирачки, бидејќи ти дава некој
надворешен И поддршка, ветер. и ветер, ама и валидација. Точно, на трудот. апсолутно, да. И програмата, значи како што спомна, се случува веќе 2 години, ова е трета година, каде што 25 артисти од моментално бевме 5 земји кои што учествувавме на самата програма. Добивме шанса да се представиме со нашиот најдобар сет кој што не дефинира музички, како ние се гледаме себе си на самиот фестивал. И од тие 25 диџеи беа селектирани 5 кои што ќе имаат шанса да пуштаат на самиот фестивал, а додека пак сега на 29-ти, значи тоа е нареден понеделник, се случува финалето каде што ќе биде одреден финалистот кој што ќе пушта на самиот мејн стејдж. Она што го споменав, еден кој што ќе има привилегијата и тоа е веќе друго ниво на Добро. Што значи да си во петте сега, Анастас, за тебе, за кариерата, за следните чекори кои што ќе ги имаш како продуцент и диџеј? Мислам дека е огромна шанса да самиот фестивал како фестивал се наоѓа на третото место според DJ Mag 100 фестивали. Листата, да, кои што веќе тоа е на топ листа, да им објасниме на гледачите дека е топ листа на најдобри фестивали во светот. Untold се наоѓа на трето место. Значи прво е Tomorrowland, второ се работи Ultra и трето место Untold. Не сум сигурен колку долго време е на трето место, меѓутоа има реноме кој што го држи континуирано. И самата помисла дека пушташ на фестивал кој што држи такво реноме и се наоѓа на топ 5 листа од фестивали, значи премногу бидејќи како што спомнав преку на валидацијата, но меѓутоа и шансата да се представиш себе си и дека потекнеш од земја каде што можеби не излегле толку многу артисти кои што да речеме учествувале или биле дел од фестивал. Така да мислам дека е преголемо задоволство и чувство да. Репутацијата, како што кажавме, на Untold веќе со години рангира меѓу најдобрите фестивали и собира стотици илјади посетители со една спектакуларна продукција и настапи како што можеме да забележиме веќе на најголеми светски имиња, што меѓу другото го прави Untold различен од фестивали кои што ги спомена, бидејќи има луѓе кои што и во својата втора фаза од животот, после 40-тата, без разлика, нели ќе кажат годините, па нели не сакаш толку метеж, гужва, галама, има луѓе кои што си ја сакаме нели забавата, па дури и не се спречуваме да појдеме да си набавиме билети да појдеме на Tomorrowland и така натаму. Така што знаат за какви фестивали станува збор, за оние кои што ги следат. Меѓутоа за Untold, трет во светот, каде што ти си избран сега во моментот, што го прави различен, да речеме, од Ultra, Exit, Tomorrowland и други што се во моментот на листата? Така, тоа што го прави Untold поразличен, особено од Ultra и Tomorrowland, е тоа што овозможува да има различен спектар на музика. Значи, не се случува само електронска сцена каде што ќе имаме само диџеј, туку дозволува да има и поп артисти, дозволува да има и скроз различни жанрови. Например, Sting ќе биде main act оваа година. Збориме за Untold? Браво. Точно. И дозволува да има различен спектар на возрасти кои што ќе присуствуваат на самиот фестивал. Така да мислам дека тоа што успева да таргетираат и повозрасна, но и помлада публика на некој начин, тоа мислам дека го прави посебен. Не се таргетира само електронската сцена, туку дозволуваат широк спектар на музика која што се представува на самиот фестивал. За разлика да речеме како што ти спомена Tomorrowland или Ultra, кои што се единствено за електронската. Стрикно за електронска музика. Да, таму не можеме да гледаме сценски акти на познати популарни имиња како што да речеме Sunny Hill, веќе Katy Perry го најави нели својот настап и други, како што беше минатата година Шон Мендес. Би сакал да се задржиме уште малку кои беа критериумите и предусловите освен да се направи свој диџеј сет во студија каде што ти чинам дека некаде и во Романија, во Букурешт го сними, го праќаш. Што требаше во апликацијата сама да се одржи? Твој сет, мотивационо писмо, како би ги импресионирал, да речеме, самите жири комисија? Конкретно за последниот дел од, значи, самиот сет беше на некој начин да не видат нас како артисти, да видат како едноставно се носиме со диџејството, како се представуваме себе си, меѓутоа и да ги видат нашите скилови, доколку се работи за вистински диџеј сет. После тоа, кога го снимивме, се да имаше период од гласање. Сега сакам да се благодарам на сите кои што гласа. Не само македонска публика, туку и цел свет можеше отворено, да. Отворено гласање.
имав 960 гласови кои што се осетив како Евровизија да е буквално и сум благодарен на сите кои што одвоја време и кои што успеа да кликнат на линкот и да им стигне мејл и да го потврдат тоа и да гласаат, бидејќи без тоа едноставно немаше да се случи целото понатамошно представување на Македонија. И голема благодарност тоа мојот брат кој што направи пред оваа кампања, каде што мислам дека дури отиде вирално на Facebook, каде што многу луѓе почнаа да го споделуваат, се сплотивме на некој начин и тоа предизвика огромно чувство на благодарност, бидејќи се покажа на некој начин колку се грижиме за самите артисти тука и тоа дае шанса за нешто повеќе во Индија. Како не, и мислам дека во овој случај колку и некој пат да го минимизираме постоењето на тие социјални мрежи, најдобриот маркетинг е личниот кој што можеш сам да си го поттикнеш. Во случајот како што твојот брат можеби нели малку ја поддржал целата, дали да речеме таа маркетинг структура. Колку денес продукцијата, сценографијата, мислам дека го говоревме ова, би сакал да те прашам повторно, колку денес продукцијата, сценографијата, визуелните ефекти се важни колку и самата музика која што еден артист и диџеј и продуцент пласира пред публиката? Мислам дека паралелно за самата музика доаѓаат и сите дополнителни работи што ги спомна. Точно, дали се работи за визуелни ефекти, дали се работи за сама продукција, како изгледа сцената, како изгледа бината. Сите тие дополнителни работи го прават самиот настап многу позначаен и целото искуство на тој што е во публика да биде секако на повисоко ниво, да кога се отишол на тој настан, кога се речеш и вау. Ти оставило некоја длабока импресија која што ќе ти остане во сеќавање, мислам дека. Така да попратно со музиката, мислам дека музиката доаѓа секогаш прва, меѓутоа дополнителни работи кои што се од сценографијата и од паралелно од продукција да се исто толку многу битни. Важни, да. Може ли еден фестивал да ја промени кариерата на еден млад артист вистински преку само еден настап? Дали би од толкав број на диџеј сега во светот, еве 13.000 апликации. Тоа се сите луѓе кои што во моментот сакаат да имаат свој настап, една сцена како резидент диџеј на некој од овие големи фестивали. Тоа е огромна бројка и затоа велам дали сериозно може би твое едно аматерско представување вистина може да ја промени траекторијата. Мислам дека се е возможно, се доколку веруваме во нештата и мислам дека само треба да отворени за тие нови шанси. Дали ќе промени целосно, не знам, меѓутоа може да отвори нови врати кои што ќе донесе нешто следно, нешто можеби подобро, нешто што никогаш не си го очекувал, меѓутоа мислам дека е возможно. Знаеш да те прашам, бидејќи живееме во свет каде што личните контакти, некој пат непотизмот е присутен, затоа велам дали и во диџеј сцената постои огромна конкуренција и компетитивност или треба да ги држиш за ракав добрите некако имиња, да не создаваш непријатели, туку и од непријателите да создадеш пријатели за да можеш некако да се фати што се вели да јадицата за да можеш да бидеш некако на таа сцена. Некој барем да те вовлече со себе за да те испромовира покрај да речам овој начин што е веројатно еден од потешките. Да, мислам дека е екстремно битно тоа, бидејќи како што спомнам во секоја област, дали работиме ТВ шоу, дали работиме музика, дали работиме глума, мислам дека луѓето околу нас, луѓето кои што можеби стекнеме на тие наши патешествија до нека повисока цел, може да бидат премногу битни. Никогаш не знаеш кој седи до тебе, кој седи позади тебе, никогаш не знаеш кого можеш да го запознаеш. Така да мислам дека екстремно битно е да се одржуваат тие здрави односи помеѓу нас како колеги од некоја индустрија, со тоа што никогаш стварно не знаеш каде може да секој тие конекции да ти донесе некоја нова шанса или некој нов Да, апсолутно нова приказна во животот. Бидејќи во минатото диџеј сцената практично и да ја немаше. Значи ние кога ќе видиме сега нели музика од 60-ти, 70-ти, 80-ти па и 90-ти, тука веќе почне нели да се развива нели диџеј сцената и културата. Тогаш големите лейбли или издавачки куки едва и чекаа да мапираат ново име во поп културата и да кажам мејнстрим културата за да се потпише договор. Денеска се менува светот на играта и правилата на играта стануваат да речеме кога
еден диџеј ќе влезе со свој потпис во една издавачка куќа, тоа значи и голем профит и бенефит за нели самиот лейбл. Тешко ли е денеска да се стигне на таква релација, како врви да речам тој свет во светот на диџејството? Што треба еден диџеј да ги поседува, кои правила на игра за да потпише и некоја издавачка куќа стои зад него како поддршка? Првото нешто што мислам дека е многу битно е трпение. Бидејќи да речеме кај поп-артистот е добриот вокал, сценски настап, добри видео спотови, автентичност и така натаму. Кај диџеј светот како е? Мислам дека трпение и доволно добра продукција. Значи самата музика која што нас слика како артисти, доколку е доволно добра и доколку тоа стварно не представува по некој начин кој сум јас, мој идентитет, кој стил ја сакам да го представувам и кој звук го носам позади себе. И доколку е тоа доволно добро, некој ќе го препознае тоа, меѓутоа треба време за тоа. Тоа се можеби 10 години работа каде што го се пронаоѓа звукот, доаѓаш до степен кај што окей, можеби ќе звучи доволно добро, сега доаѓаат на ред издавачките куќи кои што даваат шанса да потпишат нови артисти, кои што гледат некоја визија во нив и кои што сакаат на некој начин да инвестираат. Но од друга страна во денешно време е многу добро бидејќи не си толку битни самите издавачки куќи. Ние сами како артисти имаме голема платформа каде што можеме сами да представуваме музиката. Доколку во минатото било, например, ти мора да потпишеш за таа издавачка куќа со цел да ти изгради кариерата. Денеска гледам се и повеќе независни артисти кои што успеваат на свој начин да го изградат своето музичко портфолио од издание. Така да од една страна е битно, меѓутоа мислам дека со самиот подем и развој на социјалните мрежи, мислам дека стана многу полесно за нас да ја промовираме музиката и да добиеме на некој начин нова публика и слушатели. Значи не ти треба во случајот сега издавачка куќа за да нели добиеш публика во случајот. Ако сега излезеш од вратата и ти се понудат двете можности, да останеш автентичен со толкава публика, ќе останеш независен и знаејќи дека ќе имаш број настапи кои што ќе ги имаш во календарот, или сепак би се потпрал да имаш една поддршка со издавачка куќа? Доколку останам автентичен, би избрал првата опција. Независното? Точно, бидејќи тоа не дефинира нас како луѓе, тоа што сме породични, автентични, мислам дека најбитното нешто, бидејќи доколку изгубиш тоа што си, само со цел да постигнеш нешто друго, а на некој начин умре некој дел од тебе, мислам дека е недоволно добра цел и причина. Анастас, дали имам чувство, односно го делиш моето чувство, на што го имам како мислење дека на времето голем дел од популарната музика и артисти, да речеме популарни имиња, сега не знам, ќе ја земам да речеме Ријана, која што нели ќе направи соработка со Келвин Харис и така натаму. Порано имав простор дека тие ги избираат диџеите за да ги направат популарни во светот на мејнстрим музиката и во светот, а денес мислам дека правилото е спротивно, дека доколку диџеј ве има во својот круг и одбра да работи со вас, дека сега бенефитот за поп-артистот е многу поголем од некој пат. Како што беше, го кажавме во една прилика јас и ти, чисто ме интересира твое мислење. Каде да речеме Дженифер Лопес заврши еден дел од својата кариера и тешко и беше да се врати повторно на врвот на светските топ листи, меѓутоа тука беше Дейвид Гета во соработка со неа, која што повторно стави на врвот. И направи на некој начин услуга. Дали мислиш дека правилата се поинакви или денес сепак диктираат повторно уметниците од поп, R&B и така натаму културата? Мислам дека диктираат артистите од поп R&B бидејќи е многу послушана музика. Маркетот за поп и за самиот тој стил на музика генерално на светско ниво има многу поголем маркет од самата електронска музика, иако електронската музика има голем раст, со тоа што се повеќе нови слушатели доаѓаат, меѓутоа мислам дека самиот факт дека многу поголем број на луѓе слушаат поп музика повлекува на некој начин да мора да електронската музика да го прати тоа, иако доаѓа на некој начин нов циклус каде што гледам многу електронска музика која што веќе оди во поп музика. Така да интересно е како некои од старите работи се допаѓа тоа или дека како да нема дистинкција да направиш разлика или искрено не ми се допаѓа бидејќи сакам поп музика да е поп музика, електронската музика да биде електронска музика. Значи тоа се скроз два различни света, меѓутоа некогаш докога се случи така како што спомна Дженифер Лопес со Дейвид Гета, таа комбинација, мислам дека
звучи интересно и зашто да не. Во јавноста се уште кај одредени луѓе, не сите, нели, постои мислење дека диџејот само пушта музика. Колку оваа перцепција е далеко од реалност и колку ти пречи кога го даваат тоа како некаква етикета, еве, во времето во кое што живееме? Мислам дека тоа е некоја првична перцепција за одредени луѓе кои што навистина немаат погледнато малку повеќе од во суштината на работата, бидејќи мислам дека диџејот раскажува приказна, те носи на некои патешествија, успева да направи некои емоции во тебе кои што можеби не си ги почувствувал, успева да ти ги тргне сите проблеми кои што ти ги имаш и за еден саат да дозволи ти да уживаш во нештото кое што он го презентира. Така да мислам дека е многу повеќе од пуштање музика, дека едноставно раскажување некој свој поглед на работите, свој поглед на светот, со своји емоции кои што успева да допре до луѓето. Така да мислам дека е многу повеќе од пуштање музика и е паралелно психологија, бидејќи самото диџејство бара да слушаш и да гледаш во публиката да процениш што се случува. Ми го зема прашањето колку психологија има во еден добар диџеј сет. Тоа е често исто така прашање кое што го поставуваме, колку треба да ја почувствувате публиката и да знаете да ги правите тие осцилации, односно да знаете кога да ја кренете, а кога да ја смирите публиката, нели? И тоа има суштина во целиот сет на еден диџеј. Точно, мислам дека има премногу психологија, бидејќи се работи за луѓе и кога ја проценуваш доволно публиката и кога си свесен дека ако шанкерот игра, доколку келнерот е раздвижен, доколку некој скроз лев ќош почнува да игра и едноставно комуницираш со луѓето, обзервираш се водиш според динамиката и според реакцијата на луѓето во моментот. На некој начин тоа е фидбек од нив кој што тебе ти едноставно ти помага и успева да ти помогне за уште подобро да го направиш самото искуство на луѓето, така да психологијата и читањето на емоции на луѓе, на раздвиженост, мислам дека е екстремно битно бидејќи тоа придонесува за самата атмосфера и журка, да. Што е поголем предизвик бидејќи велиш апропо муабетот, нели, дека диџејот само пушта музика. Да се дојде на диџеј сет да се види таа, нели, цела презентација. Што е поголем предизвик днеска за диџеј, техника или креативност? Мислам дека креативноста, бидејќи техниката на некој начин е нешто кое што се учи и доаѓа сама по себе доколку посветиш доволно време. Креативноста како креативност мислам дека е нешто што едноставно треба да дојде внатре и треба стварно некако човекот доволно да го развие и да го почувствува тоа што може да го допринесе во светот. Така да мислам дека креативноста е и што би одбирал ти во одреден момент, бидејќи песните кои што ги одбирам игра многу повеќе улога од самиот скил и самата техника која што ја имам. Не знам колку знаат, бидејќи предизвикот за да денеска бидеш на оваа сцена доаѓа од првото слушање со твојот татко и Kraftwerk. Би сакал тој момент да го споделиме и дали се навидува дека инспирацијата некој пат ви доаѓа тебе лично, може и на некој други диџеј од органик хаус и прогресив самата сцена. Кој момент може би еве откога ќе ми одговориш на првото прашање од денешната глобална EDM сцена може би ти е најголема инспирација? А кој ти е може би најголемо разочарување, ама најискрено? Разочарување, тоа е интересно. Од електронската ден сцена. Прво ме интересира да им објасниме на гледачите дека се почнува твојот татко ти пласира музика од Kraftwerk, исто така ветерани фантастични. И така почиња приказната, ова е интересно. Да, апсолутно. Kraftwerk беа првиот електронски бенд кој што го слушнав на многу млади години, мислам дека имав 7 или 8 години. И некој ме фанови на Kraftwerk, колегата Владко во режија, тој мислам дека е голем фан на Kraftwerk. Да, Kraftwerk има, мислам дека феноменална музика во поглед на тоа која ера доаѓа. Значи тој звук да го креираш во 70-тите. Ми звучеше фасцинантно дека нешто што со проста и едноставна технологија успеале да го креира тој звук и после 50 години веќе, може и повеќе од 50 години. Да биде се уште доминантен,
присутен и како свежо пресно излезен од студио. Точно. Така да Kraftwerk беа првата инспирација, иако во тој момент ја никогаш не знам дека се занимавам со музика. Меѓутоа, љубовта на првото оганче и жар кој што почна кон неделската музика беше Kraftwerk. Подоцна беа Prodigy, бидејќи самиот начин на кој што ја креираат музиката и како звучи се до тоа, мислам дека постои исто голема трага. Успеа да бидеш присутен на Prodigy? Ги слушав на Exit. На Exit? 2023, да. Така да феноменален сет, мислам дека се За Kraftwerk века не зборам, нели? За Kraftwerk имам слушано исто од 2018 во Борис Треговски. Да, тоа беше супер искуство. А да се навратиме на другото прашање во однос Да, на ме интересира дека вистина се голем и кај тебе и кај многу да речам луѓе кога се бават да речам со диџејство, знаат да кажат дека инспирација е органик хаус и прогресив сцената. Баш ме интересира што ти е инспирација, што ти е разочарување од таа EDM сцена? Инспирација ми е доколку збориме во однос на артисти, еден од артистите кој што можеби стварно има оставено голема трага е Armin van Buuren. Добар избор. Да, Armin van Buuren. Уште еден артист од Холандија, Joris Voorn, кој што го слушавам последниот период, исто голема инспирација. Разочарување, доколку би требало да се навратам на разочарувањето, е многу интересно прашање. Мислам наискрено. Специфично. Разочарување во кој однос? Крадење на алатки, методологии кои што можеби или ајде да речам џокер во ракав некаков за да се успее на сцената, а нема дадено како да речеме преку процес на апликации и така натаму, па и кога си бил можеби присутен на некаква сцена, нешто што си го слушал дома ти било супер, нешто што ќе го доживееш. Апропо за техниката, визуализацијата и така натаму, некој знае да потврди? Да, сега пробам да се сетам во однос на тоа доколку сум слушал некој сет каде што очекувањата биле превисоки, а сум се отишол од тој настан разочаран. Меѓутоа, Можеби не постои сега за сега. во моментот стварно не можам да се сетам, меѓутоа сигурно го има, постои некаде, но Во моментот што се вели не му даваме значење. Во неколку медиуми постојано се нагласува некаде при крај дека баш си дел од македонски бранд артисти што добиваат регионално внимание. Дали некој пат си се почувствувал дека вистина треба да дадеш или докажеш многу повеќе само затоа што доаѓаш од помала сцена? Го имаш тоа чувство? го имам тоа чувство, сакам за момент да го спомнам Галовски како артист од кај нас, кој што ми има помогнато премногу, голема благодарност за него, кој што има докажано дека сепак од Македонија можеш да постигнеш некој таков успех, значи продукција, тури низ светот кои што реално се голем успех. Така да самиот факт дека има артисти од кај нас кои што успеле да достигнат тоа ниво ми дава голема надеж и некако ми дава и храброст да инспирација, точно, да продолжам со тоа што го правам. Така да. Супер. Ќе чекаме да видиме што ќе се случи со финалната селекција. Искрено ќе ти посакам. Иако минатиот пат мислам дека го наговестивме дури вака да пратиме века сега вака и говорно нешто низ универзумот, нека биде, дај Боже да биде и вистина ќе ти честитам уште еднаш дека од вкупно повеќе од 13.000 апликации успеа да влезеш во топ 5. Фала ви премногу, фала ви за гостопримството, за убавата енергија и се надевам се гледаме во наредна прилика. И тоа со задоволство, уветувам. Ово издание на ние го посветивме токму на DJ Анастас, македонскиот млад DJ и продуцент кој што успеа да влезе на оваа голема платформа во топ 5 најдобри токму на Untold Романија.